Велат колку пораскошен талент, толку поголемо задоволство кај публиката и толку повеќе предизвици кај оној што е носител на популарноста, со сите позитивни и негативни страни. И јас ќе му посакам добре дојде во Астрорум на Драган Спасов Дац, наш истакнат актер, и како да сумираме сите оние други работи што ги прави, и многу добар забавувач. Секогаш на високо уметничко ниво. Добре дојдовте, Дац, во Астрорум. Добро најдов, баш ми е мило што сум дел од оваа емисија. Вие имате многу актерски улоги. Најмногу на сцената на Драмскиот театар, последниве години на сцената на МНТ, но во меѓувреме и остваривте филмски улоги, телевизиски серии, настапувате во кабаретски представи, би ги нарекле. Дали ако треба да резимирате, би го оделе истиов овој пат што го одевте до сега? Сигурно, затоа што јас сум роден овој и од мал го сакав од прилика ова што ден денес го работам и го живеам. Повеќе е живот него работа, љубов према работата и јас сум задоволен од се она што сум направил. Се осеќам исполнето, навистина. Моите улоги добија признанија разни. Еве сега последно време со Александар Митевски направивме и две песни. Добивате признанија. Да, добивме признанија. Така да ја велам среќа што не знам да цртам зашто ќе направев и изложба ликовна. За другите афинитети малку подоцна, а сега ќе ве прашам дали ако можевте да работите со некоја известна задршка за да се поштедите себе си од нервози, секогаш премногу се давате. Секогаш влегувате со целото срце, со целото знаење во секоја една улога, во се што правите во животот. Знаеме дека тоа не е баш секогаш добро за здравјето. Велат актерите знаат да глумате, вие не знаете да глумите актер кој што дава онолку колку што треба во една улога, секогаш повеќе. Па не може другачи. Не може другачи затоа што оној што дошол да те гледа и не само тоа, она што како актер на сцената можам да го дадам, ја не можам да дадам пола од тоа. Значи мора да се даде максимум за да биде доброто. Кога се дава максимум, да, се трошиме, многу. Многу се трошиме затоа што знаело после некои проби напорни и така натаму да не знам кај сум едно 2 сати. Навистина, после представи долги, тешки. Затоа мислам дека никогаш не сум си одел веднаш од театар после представа. Некогаш се случило дека морам да одам на некој настан и така натаму ба брзам. Јас сум уште у театар. Значи не може тоа што е нешто што е оставено на сцена треба да ти се врати некако назад тука да си поблиску до тоа. Затоа што театарот е магија, навистина. Јас сум го кажал, тој пак ќе кажам. Ми се случувало да доаѓам со температура со 38 да играм. Ми се случувало да ме боли зап, да доаѓам да играм. Не можеш да одложиш представа. Прво, 10 колеги ќе останат дента без работа, а второ 350 салон без гледана представа. Така да плюс има едно оптеретување психичко да го наречам, каде што
глумците, значи, мораат да дојдат на работа. Не може да бидат болни, не може, денес не ме си да на работа. Не може, едноставно мораат да дојдат. Сега, има една убава работа во сето тоа, во една тајна, која што е една магија, ја вела. Не е тајна, магија. Оној што го играм вечерта, дали бил Стево Хлестаков, не знам кој, него не го боли зап. Он нема температура. И на сцена престанува се. Буквално се престанува и не се осеќа болка, не се осеќа температура, излегуваш од сцена, продолжува. Но додека си на сцена, нема. Значи, тоа е навистина еден феномен кој што е таа енергија која што за време на пробите ние сме ја примиле и сме влегле во тој лик кој што не го боли зап и нема температура. Колку е важно да се испече занаетот како што треба ако постои таков актерски занает при да се застане сериозно на сцена и колку е важно за ментор да го имате еден Слободан Унковски кој што може правилно да ве насочи затоа што почетокот е многу важен. Најбитен е почетокот. За среќа, Унко мене беше професор прва и втора година. Најважните години за актер или глумец. Ја повеќе сакам глумец да кажам. Актер ќе може го биде да биде или не, се гледа. Да, не, сакам повеќе глумец заради тоа актер може да биде актер во некоја случка и така натаму. Артист може да биде на жица и така натаму. И диџеј може да биде. Може, да. Ама глумец е глумец. Имаше една емисија порано во Југославија, глумац е глумац. Глумац е глумац, да. И мислам дека глумец е најблиску до она што реално што го правите. Да, што го правиме. Така да Унко ни го даде она првото кој што навистина ни требаше и многу не научи. Ние бевте една интересна генерација која што видовме веднаш на дело во Бушава азбука. Да, интересна генерација. Ние бевме јас секогаш викам една класа. Унко, нашата класа му беше прва од прва година. Пред тоа работеше само, имаше дипломска представа со четврта година, која што ја наследи од Тодорка Кондова. И нас не зема како прва година. Тој бруцаш, вие бруцаш. Исто, да. А и Владе Цветановски, асистентот, исто му беше прва година и затоа бевме сите, ја велам сите бевме класа. И сите се дадовме до максимум. Прво, они сакаа многу да не научат, као што направија, и ние сакавме многу да учиме. И се дававме до даска, онака. Јас на почеток обично прашувам како се инфициравте со глумата, дали имаше конкретна случка, дали тоа беше, мислам, знаеме дека вашиот татко беше маестрален глумец, маркантен и без да проговори нешто и на филмското платно и на театарските штици. Да, татко ми Стево беше навистина голем глумец. Јас сум роден во драмски театар. Баш така, јас сум од бебе таму. Цел живот го поминав гледајки уште во осмолетка и гледав сите проби. Ќе влезев, ќе седнев од страна, никој не ме гледаше, ги гледав сите проби во театар, ме интересираше. Едно време, кога дојде оние години, кога осмолетка, па почеток на средно училиште, не ме интересираше ништо. Ме интересираше каде ќе излезам, која девојка ќе ја фатам, која ми се свиѓа, на кој се свиѓам. И потоа кога дојде веќе пред крај, јас реков, јас ќе бидам глумец или ништо. И така и стана. Се запишав на академија. Немавте проблеми? Има многу приказни одбивани. Знаеме дека не секој можеше да го положи приемниот испит. Не. Прво, татко ми Стево, ја имав трема од него. И татко ми Стево ми рече во една прилика,
ме гледаше и ми рече, ај не оди таму да не ме срамиш. и само знам зашто ми го кажа тоа. За да ми даде потик повеќе. За да бидам уште да го спремам приемниот испит како што треба. Дури ме снимаше на каштофон и добро ли е ова? Ја ќе го кажам текстот. Кам не. Добро. Зашто го кажеш дека е добро, а не е добро, значи не знаеш дека што е добро, што е лошо. Така да бев примен од прва и мислам дека бев прв рангиран на листа, да. Супер, добра проценка. Сте ја оправдале довербата на тие што ве примиле. Колку Стево подоцна, извини, подоцна Стево ми го кажа тоа и ми ја потврди, ми го потврди мојот талент и мојот ангажман во театарот. Така да ми беше многу мило со Стево, бевме големи пријатели. Навистина, не татко и син, него големи пријатели, големи. Вие имате двајца синови. Да. History repeats велат. Се повторува историјата. Тие повторно глумци. Се израдувавте или бевте загрижен што решија да го одат вашиот пат двајцата синови? Не сум загрижен воопшто, затоа што ова е прекрасна професија, ако те бива за оваа професија. Ако не те бива за оваа професија, не треба се бавиш со ова. Ова е... Се обратија прво кај вас да видат дали ги бива? Да, сигурно. Затоа што и двајцата јас ги спремав. Не ќе да ги пуштам друг да ги спрема. Ги гледаја од време на време некои други, за да видам ја да не сум негдека... Субјективен, може би. Да. Иначе, двајцата ги спремав јас. За Стефан, за помалиот, знаевме дека он е од мал глумец. Јаков прво запиша маркетинг менеджмент, дојде до крајот, рече ја ќе идам на глума. И тоа беше изненадување. И еве сега е он веќе запослен. А родениот глумец се уште чека. Родениот глумец чека затоа што има уште 2 испита. Треба да ги положи, сега каде и да е, треба да ги положи и чека да веројатно да се некој конкурс и ќе се види дали ќе се прими. Ја мислам дека да, затоа што е квалитетен и веќе игра во многу представи во мената. Вие имате и други афинитети, мислам, веќе имате издадена книга, имате поезија. Дали е тоа секогаш така, кога е некој надарен за уметност, обично е надарен за повеќе уметности и тоа најчесто знае да му прави проблем за да му одвлече енергијата на повеќе места или кај вас тоа лесно оди? Не е тоа дека нешто посебно мора да се дадеш на една страна за да има другата страна да трпи. Така да тоа иде едно со друго. Например, ја не знам да цртам, затоа реков на почеток. Ја навистина не знам да цртам, 2 паралелни линии не знам да нацртам. И тоа е уметност, ама не знам да цртам. Сум пробувал неколку пати, шанси нема. Мислам смешки е тоа што ќе излезе. Така да Ама знаете да пеете и знаете да опевате стихови и да пишувате стихови. Зашто и стиховите ви се музикални, очигледно музиката ви помага во... Може би музиката помага, музикален сум, музиката може би помага, но за мојата книга и за моите стихови кои што ги напишав, ја направив таа книга до 101 и назад, е највеќе заслужна мојата сопруга Весна. Зашто книгата е посветена... Сега да ве прашам за формулацијата. Таа вели дека не ви е сопруга. Да, не ми е сопруга, тоест јас и она сме партнери. Животни сопатници. Животни сопатници. Без пемпеле. Да, ние немаме, не сме земени официјално. Затоа, добро, не ми е сопруга. Дали досега имате навистина многу улоги, не знам колку пати сте глумеле нечив маж, кај вас некако возраста не одлучувала кога ви се даваат улоги на повозрастни напишани ликови,
Тоа значи дека имате навистина голема моќ на трансформација. Дали вам ви се случило да одбиете некоја улога кога не се чувствувате дека сте доволно блиску до ликот што треба да го глумите, дали по возраст, дали по сентимент, било како? Ќе одговорам кратко. Глумците немаат години. Толку. Наградите ве следат. Задоволни сте како чекорат со остварените улоги и успеси? Да, сум задоволен. Имало негде кај што сум очекувал, можеби некоја, каде што не сум ја добил, но, Боже мој, живот добил некој друг. Имам доста награди. Овие нашиве во нашава земја скоро сите, а и некој по 4 пати. Така да сум задоволен од она што сум го постигнал до сега. Вие сте земјотресно дете, родени сте во годината кога Скопје ја доживува најголемата катастрофа, но сте голем дел од животот сте живееле во поранешната држава и сега сигнификантен број години живеете во новава држава. Дали стеснувањето на просторот ви направи проблеми како глумец? Знаеме порано дека беа престижни наградите Стерино позорје, знаеме повозрасните кажуваат што значи кога драмски ќе гостува надвор, дека биле не рамо до рамо, туку секогаш пред останатите колеги. Ви паѓа ли жал некогаш за тие времиња? Како не, затоа што прво ти да се надпреваруваш во една лига од 20 милиони народ и да се надпреваруваш во една лига од 2 милиони народ е многу различно. Затоа што навистина и драмски беше врв во Југославија. Кога одеше на разни фестивали, драмски театар, они прашуваа кој ќе земе евентуално нешто втора награда, да, затоа што се знаеше дека дошли македонци покупили награда. Навистина беше златно време на драмски Што паметите најмногу од тој период? Што ви е најдраго како искуство? Очекувано, неочекувано, како... Јас највеќе го паметам драмски по дружбата. Таа дружба ја нема веќе по театри. Па ги нема ни бифејата веќе. Па има бифе драмски, ама не е само на драмски. И тоа е проблем. Секој театар, извинете, секој театар мора да има бифе. Бифето е канцеларија на глумците. Институција. Сама по себе, затоа што тука се доправаат улогите. Тука се разговара, затоа не знам колку сте биле присутни да бидете, знам дека сте сегдека во сите збиднувања културни во земја, да бидете меѓу неколку актери. За друго ништо не се премува. Мислам, дури и досадни сме некојаш. Затоа што ако работиме на некоја представа, ние запремаме. Тоа е главната преокупација. Тоа е тоа. Нема друг муав. И тоа е тоа што продолжува, значи од сцена, она што се случувало, продолжува во бифет. Еј, да вака да се направи ова, па оваа идеја, види ова, пробај ова. И има таму, ама стално доаѓа по некоја идеја, еј, пробај ова. И тука се купуваат работи и се разменуваат мислења. Глумците имаат посебна природа и треба да се разберат такви со сите нивни хирови, каприци, со тој живот што се случува дополнително и во бифејата. Во таа смисла и Скопје изгуби во душата. Вие бевте еден порано, кога ќе се кажеше тој е голем писател, голем глумец, се подразбираше дека и голем боем. Боемите се ретки. Денес. Јас напиша пред некој време дека без боемите кафаните би биле пусти, а жените би биле ускратени за многу воздишки. Значи и дека ќе нема песни во кафаните.
Што му се случи на Боемско Скопје, на Скопје со душа, на градот кој што сите сакаат да го посетуваат, токму заради тој ноќен живот? Па имаше едно време, ноќен живот кога спомнавте, има едно време во тамо негде крајот на 80 ли беше, негде точно веќе. Кога Скопје живееше преку ноќ. Ја не знам како се работеше преку ден. Затоа што сите кафичи, кафани работеа до Сабајле. И Скопје имаше најдобар ноќен живот. Немаше проблеми, немаше тепачки, немаше судари и така натаму. Ама имаше дружби. И во тоа време ја работевме Розенкранц и Гилдестерн, се мртви, Том Стопарт, од Драмски театар, и дојдоа од Moving театар енглези, кои што го играа Дворот на во Елсинор. Така да тие ги играа споредните улоги всушност, а јас и Сенко ги игравме главните Розенкранц и Гилдестерн. А се работи за Хамлет, всушност таа представа. Тие дојдоа овдека и беа избезумени каде дошле. Прво, од Сабајле јадеа некои тревчиња и не знам тоа што све, мислам, ние буреци, да, чорби и така натаму. Одма си одеа после проба, си одеа дома. Некако почнеме да ги влечеме со нас. Ги изнесовме, отидовме во МЦМ. Отидовме во МЦМ и они беа така збунети што гледаја што се случува. Качени на маси играат. Мислам, ова трае до 4 саат Сабајле. Чекај, вика, што е празник ли е денес? Не, викам, празник вака е секој ден. Не може, вика, вака. Вика, како? Секој ден е вака. После тоа ги однесовме на чорба. Па после чорба буреци. Мислам, утепани Сабајлето, не знам, немавме проба и затоа и си дозволивме да останеме повеќе. Следниот ден од кога оние јадеа тие треви за доручек, следниот ден, кај сте, викам, вие? На бурек бевме. Така да, како се прилагодија веднаш на нашиот живот. Овде е одлично, со плачки си отида. Да, вика, супер, одлично живеете. Па доволно говори, да, затоа и го сака Скопје. Го споменавте Сенко, вие некако сте ми типичен пример на човек што без разлика што секогаш јасно ги изразувал своите ставови по прашање на општеството, политиката, што сме знаеле на која страна се, не ви пречело воопшто од другата страна да имате пријател, глумец, партнер на сцена кој што е од другата страна? На сцената нема парти, меѓу пријателите нема парти. Така да, ако мислам, тоа е чиста глупост, јас да прекинам пријателство со некој дека бил од некоја партија или од друга. Тоа е нонсенс. Така да. Но денешно време не дозволува да такви, како да кажам, такви слободи не почитува јасно изразен став. Не, мора да се смени времето. Луѓето се сменат. Не може, мене ми се сите пријатели. Ја не можам, и кога ќе напишам нешто, ја не сакам да споменам име. Затоа што не сакам некого да навредам директно со нешто, не пишувам навредливи работи, но пишувам за јадливи работи некогаш. Не сакам да навредам, не ќе директно да биде тоа, не ќе име да споменам за некого. И навистина мене, јас сум јавна личност, сите тие се јавни личности, како да напишам за некој нешто, за некој мој пријател кој што или колега со кој што сме одиграле, не знам, 20, најмалку 20 улоги на сцена каде што сме биле партнери и буквално соголени до гола кожа. Јас повторно ги повикувам и ги посакувам тие за партнери, добрите глумци. Разликувам добри глумци, лоши глумци и добри луѓе и лоши луѓе. Тоа е единствената валидна поделба. Да, нема другачи. Бирам друштво, затоа што не морам да бидам со секого. Ама не ми е битна партијата.
Дали ви е жал за некои представи за кои што сметате дека се потентни да се вратат на сцената, што имале убав живот во минатото? Дали посакувате да се вратат на сцената, зашто како никаде на овие простори не постои таков дисконтинуитет, би кажале. Вие велите да вам не ви влијае политиката, меѓутоа политиката во институциите и како влијае и како траат мандатите на поедини раководители, така траат и представите, така траат и поделбите на улогите. Јас бев кратко директор и во тоа време некои мои колеги сака да прават представа. Ја реков во ред, ќе правите представа. Имав од негдека имав и некои зашто да прават представа, зашто така треба, зашто не се добри глумци. Така да тоа го потврдува ова што го реков пред малку. А инаку дека ја изгледа не ќам да сватам дека има можеби политика во театар, ако ја игнорирате самата помисла, да. И не ќам да разговарам за тоа. Зашто не смее да има политика во театар. Не смее. Тоа е котел во кој што се кали цивилизацијата. Значи, театарот е нешто не знам. Театарот е љубов. Огромно. Сте се намачили ли со некој текст додека го усвоите? Знам дека сте добар глумец и дека тоа ќе го одработите. Максимум ќе вложите колку што можете, но постојат ли текстови што никогаш не ви легна? Да, стиховите. Стиховите е последниот тартив во оманата. Душа ми излезе и реков више дека нема да играм стих никогаш. Нема да играм сигурно. Значи... Не, тежок ми е стихот. Не дека јас не знам да го изговорам. Можам. Ама како форма? Да, тешко ми е. И нема да играм стих никогаш. Кој би рекола пишуваат убави стихови? Тоа е друго. Иронија. Тоа е друго. Тоа е ваше. Да. Знам дека е тривијално прашањето, ама верувам дека сакате се препознавате во некоја улога, сакате да ја играте, никогаш не дошла на ред да ви биде понудена. Не. Нема. Задоволен сум со она што играм, навистина исполнет сум со она што сум го направил до сега. Сакам убава улога. Ама нешто дека ми фали, не. Добро, како можевте, имаме слушано приказни за Роберт Де Ниро, за врвниве глумци на филмското платно, дека се ќе направат и ќе се поправат и ќе ослабат и ќе се изнамачат за да остварат некоја улога. Вие игравте целиот, вака слободно да кажам, збумбарен во најтешките забоболки, игравте улога и сите мислеа дека тоа дел од маската. Кажете ни малку за тоа искуство, ака пред крајот, зашто... За која? Во До Балчак или Индијана? Не, До Балчак, да. До Балчак јас ги правев тогаш забите. И имав... Јас не можев да ве препознам во сцените. Да, ги правев забите. Тоа е маска, ние сме сите валкани, срнети и така натаму, бради, пуштени, изгледаме као не знам што, као да смрдиме на 20 метри. И ги правев забите и тогаш морав, мене горе скроз ми падна моите заби и морав да ставам импланти. И направив... Која мака? Да, навистина мака. Горе ми се све импланти и тогаш мораше еден период, не може да се стават на имплантите веднаш заби, затоа што мора да се сродат со коската. Да, со коската, баш така. И јас носев протеза онаква што се вади комплетно, но мобилна. Само беше толку добро направена што воопште не се познаваше дека имам јас протеза. И јас играв улоги, представи играв со таа протеза. Не мрдна, фантастична беше направена, ендомак ги направи, алал да им. И поздравува. И тогаш се случи До Балчак. И јас му реков, јас нема да ги ставам забите уште месец дена додека, а можев да ги ставам. Викам, нема да ги ставам, ќе играм без заби.
Зашто? Па викам одлично е. Да искористам Па да, баш да искористам. моментот без заби. Па да искористам, кога веќе немам заби, да ги искористам да играм. Ајде сега глумец некој ги извади забите да игра. Ви знаете ли, обично одбиваат интервју да дадат кога немаат луѓето заби. Да. Јас намерно сега, пошто тој беше, ликот му е шише, дрво е пијан нон-стоп и е без заби. Од некое време таму у мајчино и нема заби, нормално дека нема заби, му попаѓале забите. И зашто да не биде без заби, кој веќе ќе остане негде тоа дека останало, дека се убав е, ликот е убав. Као лик, не гледам ја дали сум убав, него ликот е убав, како убав направен. Тоа е. Супер. Да. Супер искуство. Не знам колку имаме време, ама едва јас од вас, многу сериозен беше овој разговор, ама ми се допаѓа бидејќи сите од вас очекуваат забавувач. Добро. Да, ќе продолжите да го правите ова што го правите со Александар Митевски, ќе пеете песни, ќе правите шоуа. Да, ќе што продолжам. Што е тоа? Релаксација ви е, исполнување? Тоа ми е многу убаво. Тоа ми е една таква забава. Ја уживам. Навистина уживам. 2 песни направивме, добивме награди. На 2 фестивала кои што се Тие се, да. Најважните во земјава. Ја реков, више не идам на фестивали, немам потреба да идам на фестивали, не сум пејач. Ама ќе се бавам. Ја исто кога бев малечок го спомнавме пред тоа мојот животен пат. Ја сакав да бидам и пејач. Многу сакав да бидам пејач затоа што сум музикарен, веројатно сум негде по природи стално ме тера ајде ти да пееш и така натаму. И еве се ми се оствари да бидам, сум пеел и во разни мюзикли и така натаму. Имам и некои снимки. Ама се ова изворни песни од мене и од Александар. Да, но се реализиравте како глумец и нема да ви земат за кусор што имате и... Па, знаете што, и да ми земат... И некој ќе рече, него бива за глума. Да. А и да речат, мене ми е убаво. Навистина, па сега ја не живеам за другите луѓе, за мене живеам. Мене ми е убаво. Значи 2 песни направивме, спремаме 3-та песна која што биде голем хит, одма да ви кажам. Да, ја знам песната. Треба да се среди, да се дотера, ќе биде одлично, ќе искочи некаде пред Нова година. Ја цепкаме полека, ја средуваме. Александар е еден прекрасен човек, еден огромен работник и многу знае. И дружбата со него ме релаксира. Така да, баш убаво, еден убав спој. А со поезија? Ќе продолжите или тоа е... Тоа беше еден... Ако излезе од вас? Да. Тоа беше еден период каде што јас пишував, излегуваше. Јас имам напишано, убавите песни не се пишуваат, тие само се препишуваат од она што веќе ти е у срцето. Буквално така беше тоа. Јас само препишував нешто што имав во мене. Канализиравте. Да, ги препишував некои работи. Јас сега да седнам, да се натерам, ќе напишам песна. Ама тогаш не, доаѓа сам, ја седнав и пишував. Беше период, може да ќе дое пак, еве се период ми со пеење. Да, пејачки. Да. Рековте дека ви е убаво, значи во животот треба човек да ги гледа позитивните нешта, односно да е отворен кон се и да му се случуваат убави нешта и оние помалку убавите веројатно ќе бидат подемпувани и намален интензитетот на лошите. Нема да ве прашам, вие сте во полнек на вашата глумачка кариера, ќе очекуваме нови улоги. На крај да ве прашам нешто што е известно на тоа поле? Па нешто во драмски, не можам да кажам веднаш што како, но брзо. И да не заборавам, овие разговори ги завршуваме со подарок, а штом сме во ваков амбиент, вие сте љубител на литературата, не знам омилен автор кој ви е, но знам дека некој од овие книги, ако не Стенли Кјубрик, но овој човек, Џон Клис, е инспирација за многу луѓе. Предпоставам ќе ви се допадне, преведен на македонски.
тоа што го гледаме на екран е едната личност, но овдека има и други лица на Џон Клис, па верувам ќе ви биде инспирација за читање. Мојот омилена, можеби не само мој, навистина е прекрасен како глумец. Не знам каков е како човек. Не знам дали би посакала да бидете дел од циркусот, ама ве гледам во нека улога со Джейми Ли Кертис во Риба наречена Ванда. Да, прекрасен, навистина. Ова ви е подарок од литература МК и од Арс Ламина. И да ви посакам уште многу улоги, бидејќи сега сте во, да речеме, во зрелиот период на вашата кариера и можеби допрва доаѓаат оние најголемите улоги, без разлика што освоивте, се што може да освои еден актер. Благодарам. Ќе се трудам да бидам што подобар. Да не разочарате. Благодарам многу за овој разговор. Благодарам. Thank you.